Во рамки на седмото коло од бизнис лигата на Македонија беа одиграни 10 надпревари. Во ова коло до израз дојде квалитетот на фудбалот кој го играат екипите, како и борбата за место на табелата. Седмото коло од бизнис лигата на Македонија го отворија екипите на Елем и Адмирал. Екипата на Елем го започна овој надпревар со голман играч, што на Адмирал му овозможи да ја притисне нивната одбрана, пошто успеа да ги искористи нивните грешки, па на полувреме Адмирал замина со водството 4:1. Во второто полувреме Елем заигра далеку подобро и на минута пред крајот на надпреварот стигна на само еден гол разлика, но Адмирал не дозволи изненадување и со резултата 7:6 ги освои 3 поени. Стрелци на головите за Елем беа Синиша Ковачевиќ, Павле Маџовски, Александар Димовски и Антонио Ничевски, додека за Адмирал головите ги постигнаа Албрим Шакири, Стефан Серафимовски, Јован Качевски, Спасе Новковски и Ненад Лазаревски. Вториот надпревар Евана со звукот на сирената дојде до победа над НЛБ Банка. Надпреварот помеѓу екипите на Евана и НЛБ започна во знакот на Евана, кој со двата брзи погодоци на Илиевски стекна солидна предност на почетокот од надпреварот. Во продолжението од првиот дел, НЛБ успеа на момент да го намали резултатот преку Димитриевски, по кој Евана повторно заигра офанзивно и со уште 2 гола на полувреме замина со предностот од 4:2. Вториот дел го одбележа екипата на НЛБ Банка, која успеа да го изравни резултатот и надпреварот го одведе во инфаркт завршница. Сепак во ваквата завршница Евана имаше повеќе нерви и со голот на Ново Брдарија во последните секунди од надпреварот стигна до 3 бода. Стрелци на головите за Евана беа Томи Илиевски, Бојан Симоновски, Вилијам Митев и Ајет Новобрадија, додека автори на погодоците за НЛБ Банка беа Жарко Димитриевски, Мирослав Јовановски и Иван Стојанов. Пекабеско го скрши отпорот на One VP во второто полувреме. Крајно изравнето прво полувреме одиграа екипите на One VP Пекабеско, во кои двете екипи играа попредпазливо, а главната улога ја имаа голманите. На полувремето се отиде со резултат 1:1. Стрелци на головите кај One VP беа Удовалиев во 16-та минута, а кај Пекабеско Спасев во 24-та минута. Второто полувреме го отвори екипата на One VP која преку Ангеловски успеа да дојде до водство од 2:1. Пошто следеш одговорот Пекабеско, кој преку Вујиче го изедначи резултатот. Пресудниот момент од овој меч се случи во средината на второто полувреме, откако One VP остана со играч помалку први неозволеното играње со рака во казнениот простор, а потоа Пекабеско преку Вујич од пенал поведе со 3:2. Истиот играч во продолжението постигна уште еден победот, но Пекабеско не застана со нападите и со уште 2 гола готови на преварот се утоплили 6:2. Стрелци на головите за One VP беа Илчо Удовалиев и Мартин Ангеловски, додека за Пекабеско головите ги постигнаа Слободан Игнатов, Бобан Вујич кој постигна 4 погодоци и Маријан Величковски.
Уника со одличен пристап стигна до победата над Фабрика Карпаш. Екипата на Уника одигра одлично прво полувреме во кое успеа преку добра реализација во нападот на полувреме да замине со убедлива предност од 4-1. Во второто полувреме Фабрика Карпаш внесе голман играч со што направи вишок во нападот, што вроди со плод, но само за да го ублажи поразот, бидејќи Уника со резултатот 7-5 славеше на овој надпревар. Најдобар поединец на овој дуел беше играчот на Уника Бесим Мухил, кој постигна 2 победоци. Творци на головите за Уника беа и Бенијамин Крајница, Владко Деспотовски, Бесим Мухил, Александар Петрушевски и Арбен Мухил, додека за Фабрика Карпаш головите ги постигнаа Ненад Денчич, Георги Божиков и Игор Николовски. Систина со мирна игра дојде до победа над Евролинк. Екипата на Систина прикажа одлична и сигурна игра во дуелот со Евролинк. Во текот на целиот надпревар Систина ја имаше иницијативата и кога на тоа ќе се додаде одличната реализација, успехот не изостана. Кај Евролинк, за разлика од претходните надпревари, затаи нападот и со резултатот 5-2 го загубија овој меч од Систина, која беше предводена од Кристијан Димковски, кој постигна 2 победоци. Стрелци на головите за Евролинк беа Раде Бакев и Ивица Стевковски, додека за Систина погодија Игор Георгиевски, Кристијан Димковски и Ѓорги Иванов. Рамстор во последната секунда успеа да извојува победа над Факом. Екипата на Факом одлично го отвори надпреварот, изненадувајќи го Рамстор и уште на самиот старт преку Мауровски дојде до водство од 1:0. Во овој подок Рамстор ја превзеде целосната контрола на играта и со одлична дисциплина во нападот успеа да дојде до значителна предност од 4-1 на полувреме. Во второто полувреме Факом во своите редови го имаше расположениот Горан Мауровски, кој со одлична игра успеа да намали на 4-3. Сепак екипата на Рамстор успеа рутинирано да го приврши овој надпревар за конечна победа од 5-4. Стрелец на головите за Факом беше Горан Мауровски, додека за Рамстор погодија Ведат Арслан, Зоран Алексовски и Ибрахим Бекир. Крајно израмнето прво полувреме одиграа екипите на Македонски Телеком и Сава Осигурување. Во текот на целото полувреме се играше израмнет фудбал и на двете страни, во кој ниедна од екипите не успеа резултатски да се оддели.
И двете екипи успеа да постигнат по 3 гола за реми на полувремето од 3-3. Во вториот дел екипата на Македонски Телеком ја превзеде иницијативата и заигра во далеку подобро светло и со пресврт успеа да забележи триумф од 8-5. Стрелци на головите за Македонски Телеком беа Михајло Лазаревски, Ивица Велјановски, Агрон Пацоли и Душко Симоновски, додека автори на погодоците за Сава осигурување беа Данило Апостоловски и Коста Григуревски. Екипата на Гранит беше супериорна во дуелот со Раде Кончар. Во текот на целиот дуел Гранит ја имаше иницијативата. Во дуелот со Раде Кончар, уште на самиот почеток екипата на Гранит ја играше својата препознатлива игра, која им овозможи брз проток на топката поради која создадоа голем број на шанси. Првиот дел заврши со убедливи 7-2 за Гранит, додека во второто полувреме успеа да ја заварат победата со уште 2 погодоци за конечни 9-2. Стрелци на головите за Гранит беа Стефан Тевдевски, Стефан Митревски и Семир Прентич, додека за Раде Кончар погодија Јано Талевски и Маријан Баждаров. Во нафташкото дерби Лукоел ја совлада Окта. Екипата на Окта одлично го започна дуелот и дојде до водство од 1-0 што сигнализираше Лукоел да заигра далеку посериозно и поангажирано во нападот и да дојде до целосен пресврт. Искуството беше на страна на Лукоел, па новакот во бизнес лигата Окта не можеше да го следи силното темпо кој екипата на Лукоел го наметна и во ниту еден момент од мечот не успеа да најдеа против игра за разиграниот противник, па на крајот тој го загуби овој меч со убедливи 13-4. Стрелци на головите за Лукоел беа Маријан Цветковски, Лјупчо Апостоловски, Дејан Зиков, Ангелчо Арсов и Мартин Алагозовски, додека головите за Окта ги постигнаа Живко Котевски, Шекјо Личина и Драганче Стојановски. Во последниот надпреварот од седмото коло на бизнес лигата на Македонија, силите ги одмерија екипите кои се фаворити за врвот на табелата во оваа полусезона – Трансмет и ЈСП. Надпреварот го отвори екипата на ЈСП која преку Блажевски во раната фаза од полувремето стигна до водство од 1-0. По само 2 минути игра екипата на Трансмет возврати преку Велјановски. За во понатамошниот тек од полувремето и двете екипи играа гол за гол, па на пауза се замина со резултатот 3-3. Во второто полувреме уште на самиот старт иницијативата целосно ја презеде екипата на ЈСП, која за неполни 2 минути успеа да стекне предност од 2 гола, кој му дадоа ветер во грб, што пак кај Трансмет ја проби психолошката бариера и дојде до пад во нивната игра. Трансмет не можеше да игра својата препознатлива игра, што беше диаметрално спротивно со играта на ЈСП, која од минута во минута беше се подобра, што може да се види и по конечниот резултат од 8-5. Стрелци на головите за Трансмет беа Бобан Велјановски, Енис Исаки и Амер Скендерович, додека за ЈСП погодија Дејан Блажевски, Сабит Хусеини, Велко Серафимовски и Даниел Антовски. Голман на колото е Данило Миладиновски од Македонски Телеком. Екипа на колото е ЈСП, додека тренер на колото е Јовица Илиевски од ЈСП.
All-round играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за подигање на моралот во екипата во оваа колоба. Даниел Антовски од ЈСП, Јован Качевски од Адмирал, потоа Велет Арслан од Рамстор, Љупчо Апостоловски од Лукойл, Семир Прентич од Кранит и Ивица Велјановски од Македонски Телеком.